Од Божик до Водици се некрстени денови, уште познати во народот како леонски и нечисти. Во овие заклучно 12 дена, старите ќе речат кружат нечисти и зли сили, па затоа по непишано правило свештениците во почетокот од годината ги посетуваат домовите со цел да внесат Божи мир и светлина. И додека од една страна ваквата практика кај младите речиси исчезната, од друга страна кај повозрастните може да се каже дека се уште обстојува. Тие велат дека на тој начин не само што се верува, туку и на дело тие чувствуваат како во домот прерастува некаква хармонија, која е неопислива и необјаснива. Ако сум дома, примам, ако не, само они со крсто кога дојде детата, немам зборови. Дето оде со група, со другарчињата, оде со крсто на Свети Јордан. А сега се некрстени денови. Како не е убаво, психички се разстроен, многу народ, духовно се смире. И како не е убаво. Па потребно е 100% црквите, може да улезеш половин сат, да прошеташ по иконите, самите икони ќе те успокоат. Па ако дојде, практикувам, ако дојде некој. А сега не знам, па добро е, за мене е добро, за друг не знам. Види, јас знам тоа, напред тоа, ја, ама сега вие 2 години не се довеѓале. Дали ќе дојдат овие денови, не знам. Да. А ви практикувате ли се? Па практикувам, а нешто нема. Нема горе кај нас се 4 нешто довеѓале. Па убаво е како негова, тоа си е православна христијанска вера. Па да, па убаво е, како не е убаво. Тоа црквата? Да, очистува се дома, се. Православните христијани веруваат дека кадењето на куќата ја брка негативната енергија, поради што често се практикува. Темјенот е христијански ритуал и вклучува чистење на просторот од се што е несвето. Не. Содата лажам, не. Да, свекички си пала. Па добро тоа, ако некој не може да поднесува, ама ако не е темјано шо. Убаво си, одам на црква и така. Убаво е како не е убаво. Тоа е црковна работа, црквата. Кандилото и пламенот ја символизираат светлината на Христа и светлината на животот на светителот пред чија икона се пали кандилото. Во исто време ги потсетува членовите на своето домаќинство да живеат светол и чист живот.